Една година откако Европскиот парламент оцени дека постапките на унгарскиот премиер Орбан носат јасен ризик од сериозно кршење на основните вредности на Европската унија, евроминистрите се состанаа во Брисел на првото официјално сослушување на таа земја, која патем постојано ги отфрла критиките на Унијата. Унгарската министерка за правда Јудит Варга пред пристигнувањето на расправата со незините колеги изјави дека очекува од нив да докажат дека постапката не е политичка. I came here to defend Hungary, and I expect member states to stand on the basis of law when scrutinizing Hungary. Француската министерка за европски работи Амелија де Моншалин пак изјави дека не може да има компромиси кога станува збор за независноста на судиите, за слободата на медиумите, за заштитата на малцинствата и за академската слобода. L'état de droit, c'est ce qui permet à tous les citoyens européens de vivre dans un monde où ils ne sont pas soumis à l'arbitraire. И австрискиот министер за европски прашања Александер Шаленберг инсистира на тоа сите членки да ги почитуваат европските правила. Die EU ist gewissermaßen wie eine Familie. Und in einer Familie braucht es einfach eine gemeinsame Hausordnung, braucht es gemeinsame Benimmregeln, sonst kann es nicht funktionieren. Und Rechtsstaatlichkeit ist nun einmal ein Grundpfeiler davon. Орбан, кој е на власт од 2010 година, исто така ја налути Европската унија со неговиот груб антимиграцијски став и со суровата кампања против унијата со антисемитски подтекст. Но на широко гледан како макијавелист и безобразен оператор, тој главно ја избегна казната, освен што беше суспендиран од најголемата парламентарна група во Европската унија, она од десниот центар. Сепак унијата и натаму пробува да режливо да им помогне, главно во владењето на правото на посиромашните членки, како Унгарија и Полска, каде што следбениците на Орбан исто така ги ставаат медиумите и судиите под директна државна контрола.